Разновидност на растителниот и животинскиот свет со повеќе од 150 ендемски растенија, 27 шарпланински очи, реки со бујни водопади, шуми, пасишта, повеќе врвови со над 2000 метри. Ова се дел од причините кои ја подкрепуваат иницијативата на Министерството за екологија Шарпланина да биде четвртиот национален парк во земјава. Со тоа целиот масив ќе биде под заштита. Од страната на Косово веќе е национален парк, а во Албанија е парк на природата. Меѓутоа процедурата трае со години и никако да заврши. Како главен проблем се наведува противењето на овдешните жители. Надлежните сметаат дека локалното население од шарпланинските села има погрешно видување за тоа што значи прогласувањето национален парк. За да ги слушнеме нивните размислувања, го посетивме селото Шипковица. Жителите стравуваат дека во национален парк ќе им бидат забранети секојдневните активности. Не можеш да садиш ништа од свиње, дивни свињи, од медведе, од све. Ми живим од шума, од планина, то живим. Што има, дали има фабрика овде, дали то? Нема услови овој народ за национален парк овде. Тоа е тешко за нас, кои живиме овде. Не сме народ да сече еден конј дрва, да живи, пошто живи со тоа. Со што ќе се грие тој? Со ништо друго. И чекат да се боровниците зреат, да се идат да си берат боровници да продава по 2-3 кило на ден. И да купи нешто за деца, за фамилија, да јаде, да живи така. Ако биде национален парк, како ќе иде тој така? Национален парк, како е национален парк, ја не знам. Тука треба да се лови дивље, да нема никое дивље тука. Имате многу волци и мечки. Волци и мечки и свиња и све. Познавачите велат дека уникатните селски куќи, храната, природата се идеални за развој на алтернативен туризам, но тие не мислат така. А дали има овде можност за развој на туризам? Нема можности, никака. Зашто е кој туризам да биде тука? Па тој туризам нема. Шапка, затоа е тој ближе, тоа не е далеко, може да има 5 километра. Нема Има услови хотели, да биде направиш? Има услови, ама за национален парк не знам. Затоа од Министерството за екологија најавија дека ќе одржат едукативни јавни дебати во овие населени места. Откога ќе биде прифатена од страна на владата, секако дека има уште 6 месеци за јавни расправи, а јавните расправи ќе се организираат во сите населени места во кои ќе бидат опфатени со националниот парк. Затоа што има една лоша перцепција, негативна перцепција кога се зборува за национален парк, дека таму ќе има ограничувања за движењето, ограничувања во нивниот имот и така натаму, што не е вистина. Напротив, прогласување за национален парк ќе има и бенефит за местното население, затоа што ќе се развива локален туризам, ќе се промовира природата, културата и така натаму, и бенефитот ќе биде прво за населението, па потоа за другите државни институции. Заштитата на овој простор, економскиот развој и туризмот се основната цел на оваа иницијатива.